Dragi приятели, по-рано няма напишу некој анализа, да видите. Со фотката, последно што е ставив на Facebook. Значи, вечерва ќе зборуваме за глобалната сцена, оно што е во моментот актуелно. Затоа насловот на овој видео носи и дали Путин ќе притисне црвеното копче. Гледајќи наталната карта на статот на Руската Федерација, која е од 2000 година од неговото доаѓање, течување роден во знакот на Терезија, спадна во Шкорпија. Во моментот, значи, низ негово основно поле ретровно се движи Јупитер, а Јупитер знаеме дека представува странство, иначе кај него е тоа е метата планета второ поле, што толку пати кажува дека оно со светот ќе владее преку финансиите. Тоа се случува. Деновија сад донесе санкции за гасовод кој одеше кон Украина, значи да не оди во Европа, значи Европа буквално останува без газ, а и со крајот на оваа година, со декември, истекува и договорот за Европа да добива природен ефтин газ од Русија преку Украина останува уште крак. Мислам, тој а Северен ток има исто еден крак, ама тој нема намера никој да го пушти. Значи, во Европа предстои енергетска криза. Ама вечера нема толку да биде, значи, мислам нема да биде таа тема толку актуелна, за да ви кажам. Ово што се случува со новата ракета, Орешко, која има 8 боеви глави може да носи, мислам така беше или 6, не видим се збор, мислам дека се 8, може да направи пустош. И не е чудо што амбасадите го напуштаат, мислам, во Украина. Инаку сега од 27 ноември до 15 декември Меркур е ретрограден, дека Владимир Путин ќе биде во негово второ поле, тоа е поле на пари, значи нема толку да биде страшно, мислам. Значи ќе удри повеќе на финансиска основа ќе биде, а додека Марс во моментот презентира низ негова 9, тоа е куќа на странство, а некаде следната година средот крајот на декември Јупитер ќе му ретроградира во 8 поле, што не исклучува можноста пошироки конфликти на глобално поле. А Марс од 6 декември, значи сега, до 24 февруари следната година е ретрограден во негова 9-та куќа, кај што се може конфликти или подготовка за глобални конфликти. Значи, се е во игра. Он многу јасно укажа на работа дека во Украина нема да ја гаѓа со нуклеарки и гаѓа земјите кои дадоа ракети со далекосечни што може да гаѓаат во длабочината, мислам, на Руската Федерација. Кој е непромислен потек, не е на Бајден. Бајден не е жив, се ви кажам. Ој е така. Ова е за мене глумецот, кој ќе го кажам со неколку аргументи. Кажам, јас сум роден на село. Кај нас, кој некој ќе почне да зборува со мртовците, он ги спомнуваше почината мајка, синот и така натаму. После тоа ретко се гледаше жена му, неговата сопруга, мислам, која му покажуваше кај да оди. И најинтересно е кој директор што би рекли правници ние новинарите, на погребот на кралицата, он не се појави со другите, него автобусот него се возеше со посебен автомобил и сега на самитот Г20 го немаше на заедничката фотографија. Тоа значи да некој не открие дека не се работи за вистинска Бајден. Значи ова одлука што донесува сад за дозвола на Украина и поточно Зеленски да гаѓаат од длабочина на Русија, одлука на американската администрација. Од тие причини и Доналд Трамп, новоизбраниот претседател, молчи. Но престои 2 месеца до инаугурација негова,
Значи след 2 месеца той всеки ги изкористи за военно опматио и јас сметам и многу пати кажав дека етапно цела Украина ќе појде од Русија, освен можеби Грци кои ќе направат партнер и на мислам Унгарија ќе се врати зад Карпатите, мислам, оние има нешто нивно, говорно подрачје, мислам, уѓе. Бидејќи Орбан е во еден сојуз, така наречен, со или добри односи има со Владимир Путин, председател на Руската федерација. Интересна работа метите кои ги назначи Димитар Медведев, а во тие мети чак во Бугарија исто наметат за гаѓање, со чак 3 града или 3 области со Бугарија, а во Романија 2. Значи, веќе повеќе нема шеги. Иначе, ова со Курската област е договор на Путин и неговите генерали, особено главниот стратег, да се намалат елитните единици на Украина и платениците. Тука исто се поставува прашање за Зеленски. Што ќе се случува со него? Кој ќе погледаме на наталната карта на Зеленски, има една работа интересна, а која е таа? Кај него е Марс ретрограден на нулти степен и е во позиција со Сонце. Значи, доаѓа на висока положба, но неприродно заменување или насилно заменување од власт. Кој ќе погледаме транзитите во моментот зборам, бидејќи сега од 6 преко декември Марс е ретрограден, е на 5 степен и ќе му биде во којункција со наталниот ретрограден Марс и со Сонце. Значи, се само прашува, немам посакувам на него, ќе на било кога смрт, но тој ќе биде ликвидиран, само се прашувам кој ќе го ликвидира, бидејќи има којункција на ретрограден Марс транзитен со натален ретрограден во позиција со Сонце, тоа е самата личност од 10 со поред. Значи, или ќе биде насилно симната власт, ќе што го донесува, или пак да се избегне поголем воен конфликт од глобални размери, ќе биде ликвидиран. Не би сакал тоа да му се случи, наискрено ви кажам, но кажам оно што кажам планетите. Од следната година, ја ви кажам, доаѓа до распад на ЕУ и на НАТО, тоа се доаѓа до распад на прво, ако добро кој следи економијата, во Германија веќе 3-та година е под рецесија, она е локомотива на Европската унија, тука само се пунат и најмногу фондови. Volkswagen почна да затвора фирми по 10.000 кај што обработени и ги сели во САД и поевтини енергенци, а денови и Bosch фирма, подната германска фирма, неко германската економија најмногу лееше на автомобилската индустрија, со појава на кинеската и пробот на европскиот пазар, европската и Германија, буквално се гуши германскиот пазар. Интересна работа, која спомнав почетокот за амбасадите, чак и кинесите ги тргаат од Украина. Украина нема да биде гаѓана со нуклеарка, бидете сигурни, тоа ќе биде масовен напад со овие новите Орешков ракети, но не е исклучено, не се кај ќе се погати некои амбасади, затоа ги публикуваат сите амбасади. Значи, буквално со публикување на сите амбасади не е случајно. Значи, Запад се помери со тоа дека ќе доживеа пораз и знаејќи дека повеќе нема да му требаат амбасади во Украина, не повторно ќе биде дел од Русија, кај што било, мислам. И Украина, ако земете историјата, никогаш немала своја сопствена држава, а Киев, Руси го смета за татка на руските градови, бидејќи царска Русија или империјата на Русија не почнала да се гради од Москва, туку од Киев. Треба да се интересен, но не оваа период. Ја мислам,
власт и владата трябва да наведат топката, особено се сликаја за Зеленски или било што, и НАТО самите рата не моќе. Да се разбереме, не на вече разборувам за аргументи, особено со новите и пресоречни оружја што има Русија, тука и торпедото Поседон и многу други, и жал да ги гледам сега сите Сармат, па си Орешков. Свесни се за тоа и американците, а и Кина исто има наредба на војската да биде подготвена за војна. Најверојатно Кина ќе го искористи следната година да пребивува на Тајван, а и тука не случајно и Северна Кореја, сака освета кон Јапонија и кон САД. Па, значи, нуклеар како САД ќе добие од Северна Кореја, не ќе може да врати од причина што Северна Кореја се граничи и со Кина и со Русија, автоматски Русија би реагирала, а има Руската Федерација стратешки договор со Северна Кореја, значи било која ќе земја да биде нападната, другата веднаш вревува. И не случајно сега Северна Корејци има во Русија, поточно во Курската област, да добијат војно искуство. Инаку може да се каже дека тоа е една од најголемите војски што има Северна Кореја. Он има такно 1.200.000 војници. Цело НАТО нема толку, само тоа да ви кажам, а тоа е мала држава, околу 25 милиона жители. Драги пратели, тоа беше за вечерва. Оние кои имаат желба да ме следат, значи на YouTube треба да присутат на копчето subscribe или припати се. Ако и се допаѓа на да стават лайк и на звонче, прави да добијат. Исто така можат и во мојата група Хороскоп Кранички на Facebook, на мојата веб страница, имате ги линковите, и нормално на YouTube канал. Тоа е ваша желба, ви посакувам добар сон до нашето следно гледање и слушање со Македонија и со датма напред.